Проектот Добра земјоделска практика, богат биодиверзитет, чија главна цел е спречување на палењето на сламата и остатоците од жетвата на полињата во Кочанско, продолжува со втора фаза, во која преку средби со земјоделските производители се укажува на неопходноста од зачувување на животната средина. Забележливо е дека по завршувањето на првата и почнувањето на оваа фаза од проектот се добиваат првичните резултати кои се поволни. Сепак останува заложбата да продолжи информирањето на јавноста за можностите за поефикасно и порационално искористување на сламата. Во текот на овој период беа одржани 30 трибини, значи беа предвидени 20 села во општините Кочани, Чешиново, Блешево и Зрновци. И во некои се одржаа и повторно во плюс беа поминати 20 села и повторно уште одредени беа изберени уште 10 од истите села со повторно одржување на трибини, значи вкупно 30 трибини, а исто така се одржаа и средби во општините, во општина Кочани се одржа посебна средба и во општината Чешиново, Блешево, каде што беа присутни и релевантните институции поврзани со овој проблем, на кои што беа присутни и градоначалниците, така што секој даде и свое видување, своји размислувања, своји предлози. И како резултат на тоа се одржа и една работилница на која што исто така беа присутни релевантните институции и представници на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство од Скопје. На оваа работилница произлегува и поголем број на предлози, препораки како да се реши овој проблем, како да се пристапи кон овој проблем. Нели, ние работиме со овој проект на подигнување на свеста кај земјоделците за одржливо управување со овие пожетвени остатоци. Како резултат на тоа беа снимени и претходните емисии на вашите медиуми. А сега повторно продолжуваме со тоа и беа донесени некаде околу 18 предлози, препораки, кои што сега би сакал да ги изнесам овде пред јавноста, пред сите, за да понатаму тие бидат повторно доработени, преработени и да се преземат конкретни мерки за нивно исполнување. Значи, еден како прв и многу добар предлог и препорака беше тоа да во секоја општина од Брегалничкиот регион, каде што има потенцијал на годишно ниво поголемо производство на пожетвени остатоци, да се изградат комплекси, преработувачки комплекси или кажано по наше така поразбирливо компостари, каде што ќе бидат преработувани овие поджетвени остатоци во компост, потоа натаму во некои други производи како пелети, брикети, биогаз и слично. Овој предлог беше доста добро прифатен и од представниците од Министерството, така што пројавија добар интерес дури да помогнат за исполнување на овој предлог, па да се надеваме дека ќе се исполни тоа. Потоа, како втора препорака е организирање на логистика, значи помош при балирањето, товарањето, транспортот и истоварот на пожетвените остатоци, при нивно отстранување од површините, со цел земјоделците да го избегнат палењето на самите површини. Како трета препорака беа повторно нагласени, значи, строгите законски регулативи, мерки, дека за секојата активност палење на пожетвените остатоци следува казна. Беа нагласени позасилените контроли на терен, така што би требало сега малку
посериозно да се пристапи кон тој акт на палење. Како четврта препорака е да се посвети внимание и примена на соодветна технологија за подготовка и употреба на оризовата слама и другите видови на растителни остатоци за добиточна храна. Исто така и ние го кажувавме тоа како предлог со третирање на сламата со азот, при што се кинат оние ланците на целулоза и сламата станува подостапна за исхрана кај говедата, така што и тоа е кажано како еден вид препорака за да може да користат за сточна исхрана. Како пета препорака е подигнување на свеста кај населението, кој всушност е и целта на целиот проект. Со самото тоа што сега ние го зборуваме, кажуваме, имаме намера да подигнеме свеста кај земјоделците од штетноста од тоа палење, пред се за самите нив, за нивната околина и за целиот жив свет наоколу. Како шеста препорака е едукација на земјоделците со позитивни примери за употреба на пожетвените остатоци, нели, собирањето, балирањето, користењето како исхрана во сточарството. Кога сме овде, би сакал да напомнам дека еви во Македонија, ова е поврзано и со првата препорака за отворање на компостари. Во Македонија пред 5 години имаше еден таков проект во Ресен, каде што беше поддржан од швајцарската амбасада и беше отворена ваква компостара. Не знам сега до каде, како работи, но сепак беше еден успешен проект, изградена, пуштена во употреба, верувам дека и ден денес работи. Значи, тоа е еден вид позитивен пример. Како седма препорака е, заради потребата, нели, од соодветна подготовка и брза инкорпорација на растителната биомаса во земјата, во почвата, како сидерација, да се стави акцент на субвенционирање за набавка на ваква механизација за земјоделците, да се даде приоритет на субвенциите за ваква земјоделска механизација, која што ќе се користи за косење, сецкање, инкорпорација во почвата и слично. Како осма препорака ја имаме модификација и зголемување на вредностите на субвенционирање на производителите од брегалничкиот регион, каде што впрочем има многу голема продукција на пожетвени остатоци. Особено овде станува збор, нели, за оризопроизводителите, бидејќи таа слама е една од најпроблематичните. Значи, поттикнување на масовна примена на тие агроеколошки мерки преку примена на одредени мерки за добра земјоделска пракса, особено примената на плодоредот, различните системи на редуцирана обработка, припрема за сидерација, други форми на органски ѓубрива. Како девета препорака е исто така зголемување на вредностите на субвенционирање за производителите на компост, лубрикомпост, печурки и агропелети. Кога спомнавме лубрикомпост, чисто да не остане нејасно, тоа е еден вид на компост, високо квалитетна органска материја која се добива со производство во кое што се користат калифорниските црви. Како десета препорака е субвенционирање или друг вид на помош преку грантови, поволни кредитни линии, значи за опрема, за набавка преку проектни активности од некои други од невладини организации, од страна на државни или европски фондови за набавка на соодветна специјализирана механизација за балирање, за транспорт како што се товарачи, специјални приколици за транспорт, машини за подготовка на компост, биодигестори, пелетарки и слично. И како 11-та препорака, координирано и организирано прибирање и откуп на балираните пожетвени остатоци, сламата, за потенцијални земјоделци кои што ќе ги даваат на познати откупувачи, договорени со цена или начин на плаќање, како опција. Исто така, овие предлози не само што беа давани од институциите, имаше една интерактивна комуникација и со земјоделците кои што беа присутни и тие даваа своји предлози, така што имаме забележено и предлози од нивна страна, како например земјоделците го кажаа своето видување околу, нели, земањето, балирањето на сламата.
тие дадоа ваков предлог да се ослободат од плаќање на воден надомест, бидејќи нивната соработка ќе биде со комуналното јавно предпријатие Водовод, или пак да им се плати или компензира компостот кога потоа треба да го преземат од комуналното јавно предпријатие. Тоа е како предлог даден на размислување, на доработка, обработка, мислам дека може да се најде некое добро решение. Потоа во секоја катастарска општина да има задолжително да се одреди некоја парцела или државно земјиште каде земјоделците ќе можат да ја носат сламата таму, да ја одлагаат, да ја депонираат и потоа може дури некој да се одреди како менаџер на таа депонија, на таа одлагалиште, кое што тоа ќе си го одреди самата општина. Кој што всушност овој предлог е сличен и со оној првиот кај што велевме дека треба да се отвори компостари. Потоа имаше исто така предлог од земјоделците нели во програмата на рурален развој да се воведе мерка за субвенционирање на набавка на овие машини, како што кажавме еден предлог од порано, исто така и тие го потенцираат тој предлог. Задолжително да се монтираат сецкалки за слама на комбајните, исто така имаше таков предлог од нив. Потоа да има субвенционирање на комбајнерите за набавка на вакви сецкалки за слама, што е сличен со оној седмиот предлог што го кажавме претходно. Да се врши контрола на терен по еднаш дневно по сите населени места од овластени институции, како што се полиција, инспектори, пожарна, така што да може да се има поголема контрола веќе на теренот во однос на оние кои што имат намера да вршат палење. И како 18-ти предлог, вкупно заедно со овие од земјоделците, имаше да комуналното јавно предпријатие Водовод од Кочани да набави роло балирачки, кои што имат многу поголем капацитет и можат многу поголема количина на слама да балираат, или да имат повеќе од обичните балирачки, што е малку потешко, би било многу подобро да имаат барем две од големите, кои што ќе завршат огромна работа, и самите да ја собираат сламата од земјоделските површини. Ова беа тие 18 предлози, кои сме кај последниот предлог, голем број од земјоделците кажуваа дека тие немаат никаков проблем да ја дадат сламата. Тоа е на нив нели еден товар, еден проблем кој што и прави, така што мислам дека ниту еден не би се спротивил да даде сламата. Проблемот е сега како да се избалира, да се изнесе и да се однесе на потребното место. Гледам дека од овие 18 предлози што се дадени, дел ги тангираат и државните институции, конкретно Министерството за земјоделство, во поглед на субвенционирањето. Дали веќе се препратени овие предлози до надлежните? Така, да. Точно, бидејќи, како што кажав, на последната работилница, што ја одржавме овде кај нас во Кочани во Хотел Амор, имаше представник од Министерството за земјоделство и нему му се доставени сите овие 18 препораки и предлози, така што верувам дека при изготвување на наредната програма за субвенционирање се надеваме дека ќе најдат место и овие препораки и предлози да се вградат некаде во одредени мерки, каде што ќе бидат искористени од земјоделците, подобрено субвенционирањето и на некој начин да се најде полека решение за овој проблем. Дел од земјоделците упатуваат забелешки дека нивните површини се под вода, влажни и проблем ќе биде изнесувањето и прибирањето на сламата. Може ли да се најде решение да подоцна се собира сламата, додека да се исуши, или пак да на некој друг начин да се третира? Па така, тоа е главниот проблем. Значи, тоа е проблемот број 1, што тие површини таму се влажни, полни со вода, но тој проблем е врзан сам со себе, нели, велиме дека како ќе биде почвата сува ако нема органски материи, а како ќе има органски материи ако не се заори органската материја, па со распаѓањето да се направи хумус и пополека почвата да почнува да добие добар водно-воздушен режим, да се исуши и понатаму да биде добра за обработка. Значи, тоа е главниот проблем, како да дојдеме до тоа.
Значи има некои варијанти, други постојат некои препарати, сега не би сакал да ги кажувам имињата, нели да не звучи како реклама. Тоа мислам дека го користат во Србија. Тие ја прскаат сламата со тој препарат, дури може тоа да се изврши со азотно ѓубриво, со уреја, да се испрска сламата на површина, да се остави одреден период, таа полека почнува да се распаѓа и кога ќе веќе во таа добра фаза на распаѓање, тогаш да се заори и со самото тоа процесот на распаѓање ќе биде многу побрз. Значи тоа го практикуваат во Србија. До душа тие немаат толку големи површини на ориз, тоа го користат на пченичната и на ечменовата слама, но и оризовата слама се распаѓа под дејство на азотно ѓубриво, значи која ќе биде испрскана. Значи тоа се некои алтернативни моменти, примери кои што би требало пополека да почнат да се применуваат. И сега ако отидеме на она физичко изнесување со вили, со други алатки, тоа ќе изискува и поголеми трошоци. Веројатно, добро е што почне еден ваков проект. Подигањето на јавната свест кај земјоделците, кај јавноста е потребно време за да се реализира. Меѓутоа, реков, добро е што почна, веројатно после извесен период ќе се видат и резултатите од ова што сега е почнало. Така е. Значи, многу е важно, како што кажавте вие, што почна, што се работи, битно е да не го изгубиме фокусот од овој проблем, да продолжиме и натаму. Еве, алармирано е Министерството, ќе треба да се барат решенија, ќе треба да се и понатаму продолжи со стрпливо наоѓање на решенија, бидејќи, како што рековте, овој проблем не се решава преку ноќ, навистина треба време. И јас верувам дека полека ќе можеме и кај нашите земјоделци да малку да ја подигнеме свеста, да размислуваат на еден подруг начин, не да го губат таа голема количина на органска материја да отиде така залудно, туку да биде искористена за подобрување на нивните почви и да се дојде до поголемо и поквалитетно производство. Позитивните резултати од спроведувањето на проектот се потврдуваат и преку намалениот број интервенции што во изминатиот период ги имале кочанските пожарникари. Статистички гледано, од лани 2019 август до ден денес имаме намалување за 70 интервенции на отворен простор, вклучувајќи ги сите три општини Облешево, Чешиново, Зрновци и Кочани. Тие интервенции се однесуваат најповеќе на полето, на палење страништа, секој вклучено е тука и депонијата, која исто така имаше успешен третман со алги и даде позитивни резултати. Во споредба со претходните години, каде што имавме најповеќе пожари, тоа беше општината Чешиново Облешево, каде што не ги почитуваа нашите препораки, имаше најповеќе пожари. Се гледа дека земјоделците веќе размислуваат понапредно и го почитуваат проектот и дава позитивни резултати. Секое палење на отворен простор постои опасност за палење на околните викендички и дури во куќите во селото. Покрај тоа го загадува и воздухот. Активностите од проектот Добра земјоделска практика, богат биодиверзитет се реализираат со подршка од Швајцарската агенција за развој и соработка, а во координација со Центарот за развој на Источниот плански регион. Оттаму дојде предлог за понатамошно напредување на алтернативните решенија за искористување на остатоците од жетвата. Една од идеите секако е и искористувањето на жетвените остатоци од ориз во јавното предпријатие Водовод, во пречиствателната станица за изработка на компост, но секако тоа дава можност и за развој и на останатиот бизнис.
сектор да се вклучи на некој начин во искористувањето на жетвените остатоци. Дали и тие ќе отпочнат свој бизнис со производство на собствен компост, дали ќе се вклучат во транспортот, во собирањето, во балирањето на жетвените остатоци, тоа зависи од нив. Ова е една можност, затоа сме денес овде, затоа се направени промотивни материјали, се со цел да се поттикне бизнис секторот да учествува со своји идеи, а секако да не се пали жетвените остатоци и да не се нанесува штета како на самото на самиот биодиверзитет на самата почва, така и на жителите и на луѓето воопшто. Земјоделските производители од Кочанскиот регион даваат поддршка за проектот со кој во иднина треба да се намали палењето на сламата и загадувањето на животната средина. Го поддржувам тоа и спремни сме да разговараме уште од утре да се балира ова слама и да се транспортира таму, да не се горе, бидејќи проблем е горењето. Ја загадуваме средината, ја нарушуваме микрофлората на почвата, тоа е исто многу битно. А ако ја ние избалираме и ја однесеме на страна, ние ќе можеме да изореме уште веднаш од есента, да ја дотераме површината, да си таа микробиолошката активност биде малку поголема, побогата и воспротивно ако чекаме само пролетно орање, ние не се аерира почвата, не е доволно развиена таа микробиолошка активност и сето тоа влијае на развојот во наредната година на Оризонт. Тоа е на многу сложен процес. Се препрачува и третман на сламата со уреа, со азот за да скапи и да создаде органски материи. Тоа е добро кај пченицата, кај јачменот, меѓутоа оризовата слама има нешто повеќе силициум, не повеќе, него многу повеќе од другите жита и добро е да е помала сламата и помала количина. Вака како што е сега што ја гледате на нивата, тешко ќе скапе ова слама. Бидејќи оризовата слама е многу отпорна, точно дека тоа е добро, ама за другите жита. За оризот е тешко да се скапе ова до есен, да може од есента да се заоре. Многу тешко. Значи, исплатливо е, ама тоа да не биде третирањето овде, него третирањето да биде на страна и да се добие органско ѓубре. После тоа органско ѓубре исто може да се добијат гасови, да оде и у производство на гасови. Носителот на проектот Добра земјоделска практика, богат биодиверзитет, Сдруженијето на жени земјоделки Агровинка, формираше работна група чија задача е да направи детална анализа на ефектите од преземените активности за подигање на јавната свест кај земјоделците за штетноста од палењето на жетвените остатоци. Добиените резултати од анализите на работната група во соработка со Министерството за земјоделство и другите државни институции треба да добијат соодветна поддршка во законската и подзаконската структура. На тој начин ќе се мотивираат земјоделците своите практики да ги насочат кон одржливост и да го намалат палењето на жетвените остатоци.